ве поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Колку е убаво да можеме да бидеме заедно на исто место, каде што долго време, повеќе од еден век, во оваа заедница, во ова село, има сведоштво за тоа дека Бог е жив. И тој негов живот е извор на нашиот живот. И кога се сеќаваме на тоа дека нашиот живот е скриен во вечниот живот на Бог, оттаму произлегува надеж. А надежта е најконкретниот, најпосебниот и најспецифичен знак и карактеристика на христијанството. Не постои друга порака која зборува за надежта на таков начин. А ние можеме да ја црпиме толку затоа што знаеме дека исходот на нашето постоење е безбеден и сигурен. Така што вистинската надеж не е прашањето за стравот што ќе се случи утре. Вистинската надеж е дека денеска ќе живееме, затоа што Бог живее. И денеска ќе го гледам светот, како што Бог го гледа светот. И денеска ќе ги правам нештата кои му се угодни на Бога. Тоа е надежда. А не мислењето што ќе стане сутре. И верувам дека денеска, како што сите ние заедно седиме, или кога заедно сме во една просторија, го правиме тоа што истиниот свет го прават бројни наши браќа и сестри, христијани из многу цркви на секаде низ планетата. А како почеток, јас би сакал прво да поздравам некои луѓе кои се тука дојдени. Знам дека некои од вас сте дојдени и оддалече, но јас не би можел баш сите вас да ме поздравам, но ги спомнам тие кои што дојдоа со мене што јас ги знам. Така што ми е многу мило денеска, заедно со Нада и со мене, да знам да ги поздравам тука. Дојдени се ќерката, зетот и внукот, Габриела, Ден и Јаков. Јаков е прв пат во оваа црква кој што јас пораснав и тоа ми представува голема радост. Тука е сестра и на Нада, Рада, која доаѓа од Канада, од далеку, и се разбира моите внуци Бенјамин и Михаел. И многу ми е драго што и тие се тука денеска со нас на ова богослужба. Сите други, гледам тука и мојот братче Миле, кој сигурно е тука подолго време, не јас прв пат го гледам, и на него ми се радувам многу што е овде меѓу нас, а и сите тие кои сте дојдени како посетители и гости од некаде од други места, јас вас многу ви поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. А сега, ова богослужба ќе ја почнеме со песната број 23. Thank
наистина го славиме Бога, затоа што целото свето писмо зборува за тоа. Дека нашата смисла на животот е да го прославиме Бога и да живееме во неговото заедништво во вечност. Така вели псалмистот во 85-тиот псалм. Основите негови се горите свети. Господ ги сака портите сионски повеќе од сите населби на Јаков. Граде Божи, преславно се зборува за тебе. И ги спомнам меѓу оние кои ме знаат, Рахав и Вавилон, и филистејците, и Кир, и луѓето од Етиопија, и тие се родија таму. А за Сион ќе речат, тој и тој човек се роди во него, и самиот Севишен го зацрсна. Кога ќе се пребројуваат народите, Господ ќе напише, овие се родија овде, оние што пеат, се радуваат, пеат и велат, сите наши извори се во тебе. Ова е напишено специфично за Божиот народ во Стариот Завет. Но откако Исус Христос се отелотвори и откако Светиот Дух е даден на сите, е не само за специфични моменти, на специфични луѓе. Ова важи за сите народи во секое време и на сите места. Секој оној кој се повика на Божието име се раѓа во Божиот храм. Се раѓа во новиот Ерусалим. Како што еден брат дојде денеска близко до мене и кажа, ми спомна тој стих. Не радувајте се дека демони ги се тресат, не радувајте се дека правите чуда, не радувајте се дека исцелувате. Туку радувајте се дека вашите имиња се запишани во книгата на животот. А да си запише во книгата на животот е да си роден во новиот Ерусалим. За него тука псалмистот и ни пише, и ни каже. Сега ќе ме замолам пред да изпееме следната песна, да станеме сите и ќе се помолиме. Небесен Татко, ние ти благодариме што сме денеска тука заедно и ти благодариме што Светиот Дух е присутен и ти благодариме што знаеме дека врската меѓу нас и тебе е, Господе, врска која е остварена преку Твојот отелотворен Син Исус Христос. И аз молам, Господе, за секој од нас тука, но и за сите оние кои денеска го бараат Твоето лице и копнеат по Тебе. И за сите оние кои се прашуваат кој си и како си. Објави се. Бидејќи ако Ти не се објавиш, ние не можеме ништо да знаеме за Тебе. И затоа сега те молам, во секое наше срце, кое да е капче, кое се уште темно, Ти осветли го, пристапи таму и направи да блесне Твојата спасителна светлина. Проникни во нашите умови, проникни во нашите тела, проникни во нашите животи и загосподари со се што ние го представуваме, бидејќи само како Господар наш, ние можеме вистински да станеме господари на собствените животи. Само така. Се друго е идолопоклонство и илузија, измама и темнина. А ние сакаме Твојата светлина. Услишаме, небесен Татко, Ти кој си извор на Божеството и вечно го раѓаш Синот и од Тебе вечно происходи Духот. Слушни ова молитва. Во името на Твојот отлотворен Син Исус Христос и збор Божи и во силата и помазанието на Твојот Свети Дух. Амин. Сега ќе изпееме песната број 46. Името Исус. Amen.
Това име значи дека Бог Јахве спасува, Бог Јахве исцелува. Не прави целости, не оздравува за живот и ни дава спасение, поточно заедништво со Бога. И темата на која што денес ќе зборувам, од која црпам од текстот кој се наоѓа во посланието на апостолот Павле до црквата во Ефес, се наоѓа во првото поглавие на ова послание и ќе читаме од 15 до 23 стих. Овде апостолот Павле во овие стихови зборува за црквата, зборува за полнота не само на црквата, туку на Бога, самиот како Троица, Света Троица, и на полнотата која црквата ја добива преку полнотата на Бога, но најважно од се, сето тоа е ставено или заокружено или безбедно вградено во Божјото поглаварство, власт или господство. И еве што апостол Павле им пишува тогаш на верните во Ефес, а денеска на нас во Полешино и на секаде и свет. Ете, затоа и јас кога слушнав за вашата вера во Христос и за љубовта кон сите свети, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. Да Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ми даде дух на мудрост и откровение, за да го познаем и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на приканите од Него, колкаво е богатството на Неговата слава од наследството на Неговите свети и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку действото на Неговата крепка сила. Таа сила тој ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секоја началство, власт, сила и господство, и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава на сите во црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Амин. Ова е зборот Божи, од кој што се храниме, и ова е зборот Божи кој вечно останува. Затоа повикани сме уште сега да вкусиме од таа вечност овде на земјата. Главната порака на апостолот Павле изразува, значи кога доаѓа на текстот, е дека апостол Павле изразува благодарност за верата и љубовта на верните во Ефес. Но тој не застанува тука. Тој се моли и вели секогаш има уште подлабоко, уште повеќе, бидејќи Бог никогаш не може да го исцрпи. Сакаме да го познаваме Бог секој ден, но секој ден наново сакаме да запознаеме повеќе од Него. Да го искусиме. Не ги искусиме Неговите благослови. Пред некој време промовиравме еден прекрасен музички албум во кафето Метаноја, посветен на две царски ќерки и двете верни христијанки. И додека разговаравме за тоа и таа духовна музика која поврзана помеѓу далечниот север на нордиските земи и македонскиот мелос, разговаравме за тоа дека не само Бог треба да се знае, туку да се вкуси, туку да се почувствува, туку да се доживее. Ова е што Павле го кажува сега тука на ова место. А особено тоа што тие го искусиле, веќе го имаат во Христос, бидејќи Христос е човек како нас. Ако Христос тоа го искусил со Бога, а ние сме во Христос и ние го имаме искусено исто. И вели, јас се молам за надежта на овој повик. А на што се состои ова надеж? Вели богатството на Божјото наследство и неизмерната сила што дејства во нив. Со други зборови што Павле вели, истата сила која го воскресна Господ Исус Христос дејства во нас. Ајде малку да размислиме за тоа. Некогаш може да избрзаме.
познато Светото Писмо, толку знаеме дека Христос воскреснал, што просто ни станува вообичаено. Воскресна Христос. Нека размислиме. Истата таа сила која го воскреснува Христос во ние е сила која действува во тебе. Во мене, во нас. Го имаме Божјето наследство. А Христос е возвишен над секое началство, над секоја власт, над секое поглаварство. Христос е глава на црквата, а неговата црква е негово тело и негова полнота. Баш пред 10 дена со Нада и со Рада бевме во Осијек да одбележиме 80-тиот роден ден на основачот на теолошкото школа, која што јас сега предавам и учи одбор сум. И баш таму, кога седевме и размислувавме за ова, за неговото тело и за оваа полнота, зборувавме всушност и јас и еден друг мој, така да кажам, колега и професор по книжевност, дека всушност кога ние сме неговото тело, ние го искусуваме Христос. А Христос е содржината на целата Библија. Значи, целата Библија, кога ја читаш од перспектива на објавата во Новиот Завет, секаде можеме да го најдеме Христос во неа. Со други зборови, во секој текст се наоѓа Христос. И на тој начин ние како негово тело го објавуваме Христос, не само во Светото Писмо, туку како тело и светот околу нас. И затоа ние сме повикани храбро да пристапиме пред Бога, да се молиме за духовно осознавање или еден многу убав старословенски збор за духовно созерцание. Да согледаме, да видиме, да откриеме. Тоа е едно подлабоко разбирање на Божјата слава. А колку подлабоко го разбираме Бог, толку повеќе љубов имаме кон Него. И имаме предвид Неговата моќ, Неговата возвишеност, зашто Господ во Исус исполнува се. Апостолот му благодари на Бог за верата на ефеските верници. А верата во Христос, сега да се вратиме малку, ова беше еден некако вовед во целиот текст. А сега малку по-детално да ги погледнеме овие работи кои веќе беа спомнати. Верата во Христос води кон меѓусебна љубов. А љубовта представува потврда дека тие веќе учествуваат во благословите што Бог им ги давал на дарувал на сите верни во Христос. А нивната вера, така вели апостол Павле во Ефес, е толку видлива, толку опипливо што се вика, што се познати и надвор од нивната непосредна заедница. Луѓето ги препознаваат по љубовта. Луѓето знаат кои се тие токму заради тоа што живеат живот на љубов. И Павле не престанува да му се моли на Бог. Постојано ги спомнува во своите молитви. Интересно е ова е многу интересно. Парадоксално. Искуството на Павле покажува дека одговорената молитва не води кон помалку молитва, води кон уште повеќе молитва. Некогаш нашата природна, за жал, патната човечка тенденција е добивме одговор, веќе не мислиме на таа тема. Готово. Павле века, што повеќе Бог одговара, толку повеќе треба да се молиме. Толку повеќе треба да очекуваме. Затоа што, вели Павле, ние сме молитвено зависни од Бога. Зависни од Бога. Секој утро кога се будиме и кога ја молиме молитвата Отче наш, во секоја таа молитва, секој пат велиме да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, така натаму. Лепот наш насушен, дај ни го денес. И вели, прости ни долговите наши, како што ние ги проштеваме на нашите должници. Ова е предпоставка. Ова е тотална предпоставка во Библијата, ако сакаме да ја покажеме на вистина љубовта и да биде видлива за сите во свет. Вика, ете, затоа и јас кога слушнав за вашата вера во Христос и за љубовта кон сите свети, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ме во молитвите. Благодари за
дрвов. Но исто така моли за повеќе љубов и преку тоа моли за уште поголемо духовно просветлување. 18-тиот и 81-тиот дел од 18-тиот стих Павле вели: се молам за духовно просветлување. Отецот и таткото на славата да им даде дух на мудрост и на откровение. А оваа молитва не се однесува само, како што јас реков на почетокот, на интелектуално разбирање на Бога. Туку едно вистинско познание. Павле тука користи еден специфичен збор, кој укажува на тоа дека не се работи само за тоа дека нешто знаеш, како факт, дека нешто го познаваш како појава, туку го познаваш однатре, го познаваш душата, внатрешно искуствено познавање на Божјата стварност. И од таа стварност ние почнуваме да толкуваме оваа стварност. Ако не разбереме Божјата стварност на Божјата објава, ние всушност целиот свет погрешно ќе го толкуваме. Со напред некои ден си разговарахме, правевме молитва за нашата вера во Христос пред многу години кога сме млади биле. И имаше една книга која заедно, без да знаеме, без да се ни познавале, сме ја читале, заеднички и на хрватски беше, ќе ја кажам тука на хрватски, кога ќе преведам, и беше многу интересно. А книгата се викаше вака: ако ти паше свет, криво си скроен. Со други зборови, ако светот ти одговара, ако добро ти пасира светот, крива кројка си. Треба да одиш на шнајкар, пак да те прекроја, за да си точно подготвен да се облечеш во облеката на Божјата облеката, на Божјото спасение. Ако овој свет ми се фаќа и ми пасира, што викаме ние тастаман, има проблем со нас. Треба да се подготвиме, да се облечеме во облеката на обновениот свет. На ова што на почетокот го читам, облеката на новиот Јерусалим. Последен пат кога се погледнав во огледало, последен пат кога си се погледнал или погледнала во огледало, последен пат кога сме се погледнали во огледало, која облека има се? И која не беше точно? Тоа го знае Бог, но не може да го избега на него, но уште поважно е за нас да го знаеме и самите ние. Затоа апостол Павле зборува за просветлени очи на срцето, односно духовна способност да се согледат и да се искусат вистините што Бог веќе ги открил, дека нема ништо тајно. Често знамува да го кажам, Божјото христијанско библиско откровение не е наменето само за супер интелектуално и не знам каква некаква елита која може да разбере. Ако не може да разбереш, надвор нема место за тебе. Напротив, се е јасно, тука прашањето не е дали разбереш интелектуално. Прашањето е дали со срце можеш ова да го прифатиш, да сакаш ова да го прифатиш. Во овој дел од текстот, Павле го насочува вниманието кон созерцувањето на Божјата слава, кон согледувањето на тоа кој е Бог. И како Павле го представува тоа? Кој е Бог? Како прво, како што Павле тука пишува, Бог е Бог на Исус Христос. И потоа Бог е татко на славата. И затоа вистинското познавање на Бога може да дојде само преку отворението Исус Христос, бидејќи тој е Бог на Исус Христос. Кога Исус вели на учениците: одам кај мојот татко и кај вашиот татко. Како посредништво на Исус, кој е вечно син на таткото, ние стануваме исто така деца Божи. Тој татко станува небесен татко, станува и наш татко. Да Бог на нашиот Господ Исус Христос, таткото на слава, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете и да ги просвети очите на срцата ваши. А кои се доблестите на духовното спознавање? Има според Павле, тука има и повеќе, но конкретно тука Павле се концентрира на 3 доблести на духовното знаење. Тој по-конкретно ги објаснува
што сака верните да разберат? Првото е надежда на Божиот повик. Верниците треба да увидат во што се состои надежда на Бог кој ги повика. Тоа не е човечки, веќе на почетокот тоа го начина, тоа ви зборувам. Тоа не е човечки оптимизам. Тоа е сигурност заснована на Божјото ветување и подкрепена од неговата делотворна сила. Уште еднаш ќе кажам, надежда не е поврзана со најдобри желби за тоа што ќе се случи утре. Се разбира, во овој патнат свет особено, ние секој ден се молиме Господ да отвори од својата ризница на благослов и да не благослови. И тоа е молитва на која што сме повикани и секој од нас не само што има право, туку Бог тоа го очекува, да бараме. Но нема така наречени гаранции, бидејќи најголемата гаранција е веќе дадена. А тоа е дека на вистина Бог не помни. Сите нас. И кој ќе одговори на неговиот повик, може да влезе во неговото земјиште. Тогаш што е надежда? Уште еднаш ќе нагласам. Надежда не е да туфкаме и да туфкаме и да се мислиме што се случи вчера. Нити да трепериме за тоа што ќе се случи утре. Надежда е денеска да живееме со животот на Исус Христос. Денеска, сега и тука. Тоа е надежда. Вистинска надежда. Како Христос живее, како Христос се однесува со така, како Христос е поставен кон другите. Тоа е надежда на нашето живење, тоа е вистинската надежда на нашиот повик. Второ, богатството на славата од неговото наследство во сите кои се свети. Библијата сите нас се нарекува свети. Не затоа што сме свети сами по себе, туку затоа што во Христос, преку крстот и неговото воскресение, можеме да се наречеме свети. Верниците треба да ја согледаат величината на наследствата на оно што Бог го подготвил за својот народ и славата што произлегува од тоа наследство. Пак ќе посочам и една мала илустрација ќе направам за тоа кои се разликите. Некогаш мислиме дека нешто слушаме. Го слушаме можеме да слушаме песни на еден телефон, кој има таква или онаква, како се вика, микрофон, звучи. Може да го слушаме нечи глас убав и на по-добро озвучување и да доживееме нешто. Меѓутоа, ништо не може да го замени тоа да го слушаме гласот на овој жив, тук, пред нас. И тоа сите ние заедно сме го доживеале, сме го почувствувале. И ја знаеме севкупната разлика. Така е и со Бога, така и со Него. Можеме многу работи само оддалеку да слушаме. Можеме да ги примаме, можеме преку некои различни, најразлични филтери, кои се всушност и пречат во нашиот живот да дојдеме близко до Бога. Но кога ќе се ослободиме од Него и кога ќе го слушаме неговиот глас во живо, директно пред нас, наеднаш нашата величината негова ни станува многу понесна. Одеднаш откриваме со каква величина имаме работа. А тажно и жално е многу мина од нас да посветат живот, да се посветили да ги разбереме овие световни работи, кои се добри, кои се убави и од Бога дадени. Но жално е ако тие ни се поважни, ние нив посветуваме многу време да ги разбереме, заборавајќи дека вистинското разбирање, најдлабокото разбирање, треба секој да ни биде одвоено и посветено на разбирањето на Бога. Неговиот повик, неговото наследство и три, неговата неизмерна сила. Верниците треба да ја познаваат силата што дејства во нив. Тоа не е некаква абстрактна сила, туку истата сила што ќе биде објаснета во следниот дел од она што апостол Павле го пишува. Силата со која Бог го воскреснал и го возвишил Исус Христос. А како се пројавува оваа сила? Павле го велува, за да увидите во што се состои надежда на повиканите од Него, колкаво е богатството на славата од наследството Негово
посветите и колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку действото на неговата крепка сила. Во што се состои проявувањето на Божјата сила? Од 20 стих вели: најнапред Божјата сила се пројавува во воскресението на Христос. Воскресението представува Божја победа над смртта и темел на христијанската надеж. Тоа представува воскресението. Целосна надеж, победа над смртта и темел на христијанската надеж. Последниот непријател со кој што ние како луѓе на овој свет се соочуваме е смрт. Таа смрт е еднаш за секогаш поразена од Исус Христос, а со неговото второ доаѓање, таа за секогаш ќе биде отстранета од искуството на човештвото. Тоа воскресение е темелот на себе. Ако Христос воскреснал, ништо друго не треба да ни биде важно. Ако Христос не воскреснал, тогаш ништо друго не е важно. Ова воскресение ја прави разликата целосно не во историјата на светот, туку ја прави разликата за целата вечност. Второто што е важно за Божјата сила е во Христовото вознесение и неговото зацарување. Христос е вознесен и Христос е цар. Истата оваа сила се пројавува во вознесението на Христос и во неговото поставување од десната страна на Таткото. И овој дел има силна врска со Псалмот 110, со старозаветна представа на царот кој владее од Божјата десна страна, седни од мојата десна страна. И 3. Во Божјото господство над сите власти, Бог е над сите власти. Христос е повисок поставен, повисок од секој началство, од секоја власт и од секој господство. Тој е на целата, така наречена хиерархија на духовните сили, што биле познати тогаш во античниот свет, на секој име по сегашниот и идниот век. И со тоа се манифестира Божјото врховно владение на целокупната стварност. Што гледаме? Прашањето тогаш, што секој од нас треба да се го постави, е што гледам? Што гледам околу себе кога го доживувам светот таков како што е? Светот е полн со неправда, полн со болка, полн со страдање, полн со бориви моменти. Свет полн со неизвестности. Што е тоа што ние го гледаме во овој свет? Се разбира, не треба да ги затвориме очите и да следаме дека овие работи кои се искусуваат и кои се стварни и реални за многумина од нас. Не го гледаме само така како што би може да биде, туку го гледаме светот така како што Бог веќе ветува дека почнува. Затоа со тоа се манифестира Божјото безмерно владение над целокупната стварност. Бог е навистина Господар. Тоа постава простор за нас да влеземе во заедништво со Него. Истовремено, Бог не повикува да се подпреме на Неговата сила и на Неговата воля. А како? На најдобар начин. Треба да кажам, некој да ме подсетува, заборавам, да моля, пасни му дал. Се манифестира преку полнотата и поглаварството кое се действа преку црква. И тоа не е само кој кажам црква, Заборихте да остави. Едно место да кажам зборувам, Кажам на колке црквата. из целата историја на човештвото заедно, действуе, кој одговара на неговиот повик. И тоа прежува Црквата на те че не е снабно. црквата е дело представува централна реалност. Во ова дело Бог представува целост дека сака да не спаси. Тој е полнотата, ние ќе зборуваме полнотата преку Христос, која изполнува се во себе. Што тоа значи? Дека имаме возвишен повик. Имаме возвишен повик. И тој повик се разбира, никога нас поединечно не може сам да го носи.
И не може да живи заедно вака само како поединечни и обични луѓе. Но кога во силата на Светиот Дух сме обединени, тогаш оваа конкретна полнота е всушност полнотата преку која што се објавува Христос. Преку црквата се појавува полнотата на Божјото дело во светот и се открива господството на Христос над се. Христос е во се. Христос е над се. И Христос е полнотата на се. Во него се случува се. Не се работи за тоа дали нешто многу добро ја знаеме Библијата на памет. Не се работи за тоа дали знаеме сите Божји заповеди какви се и што се. Тие се важни и битни. Најважната работа. Дека нашето спасение, дека полнотата и поглаварството на Бога се објавува пред црквата. А тоа значи дека ние го представуваме неговото тело. И тоа е свет повик. Тоа е повик на кој што секој од нас сме повикани дека не можеме да си дозволиме. Не можеме да си дозволиме. Да влеземе во црквата и да кажеме, другите можат и јас се скријам во некој грош и ќе чекам да помине гужба. Има еден многу познат пример. Јас го споделам бидејќи е многу добар. Имало една многу голема прослава и еден средствено-вековен феодален господар ги повикал луѓето да дојдат кај него на гости. И тој вика, јас ќе подготвам секаква храна, меѓутоа виното ќе биде од вас. Виното ваш. И секој треба да донесе се што барам, секој ќе дојде чише вино да донесе со него, имаме да големо буре, и во бурето ќе ставаме вино, и од тоа вино заедно ќе пиеме. И еден човек си кажа, што ќе имам сам вино, тоа да сам вода, на толку многу вино кој ќе забереш. И донеме, и он си чека редот и сме си вино секој носи. И на крај, кацата полна, доаѓаат со пекарот, донеме со тие покалите, отвараат чекот, и тече. Сите така мисле. Секој си мислел, другите ќе донесат. Другите вино ќе донесат. Така и се дава Христос. Што јас? Не има други имам. Знаете како изгледа честото телото Христово? Поред со крестото. Нема друго тело на овој свет, на оваа земја. Христос нема друго тело освен црква. И тоа тело зависи од повикот кој ти лично и јас лично го имам. И како на тој повик отпада. Што ми е дадено? Дадена е полнотата на познаварството на Бога, да действува на нас. Се што ние треба да правиме и да се приклучиме, да дозволиме да сме поврзани, да не сме опреки. Како сме да го осигурачаме, да веќе прекина, изпука, прегода. И кога тоа го правиме, се што треба да направиме да дозволиме, може да му, може да се действува. Ова е комбинација на текста. Алда што зборува, пишува, сето е точно и важно, и на некои други места од текст во Библијата, тие се главните поеми. Меѓутоа, главната поема на овој текст, комбинацијата на овој текст, е Христовото поставување како глава на црквата која е негова тело. На каков врат, с какви рамења стои Христовата глава. Како е таа полнота? А зошто е тоа? Зошто е целта на секој? И се му покори под неговите нозе и го постави глава на цитела црквата, која е неговото тело, полнота на овој кој исполнува се во себе. Ние сега представуваме полнотата на Бога, кој е се во себе. Имаме света возвишена задача. И затоа секој од нас треба постојано да застанува пред Бога, пред огледалото, да гледа како овој носи.
Дали доста постои божествената облека или световната облека може? И въз основа на тоа да го живееме животот. Затоа што црквата, полнотата и доглаварството на Бога не се некаква абстрактна сила која стои некаде на врв планина и си врши гравитацијски своите дејства. Ова црква, ова полнота и ова поглаварство зависи од тебе. Лично од тебе. И ќе повикува да застанеш на местото кое Бог сака да го исполнуваш и преку тоа да го објавуваш. Нека Бог ни помогне да живееме на тој начин како црква, на тој начин да го живееме полнотата и на тој начин поглаварството на нашиот Бог. Да дозволиме неговата сила да действа преку нас. Во името на Исус Христос, Бог нека ни помогне тоа така да биде. Амин. Ке само да ставаме добро начин да да помогат и да ни подготвят. Ние ти благодариме, Господе Боже, за ова убавина и добрина која добиваме од Тебе, за ова полнота и за ова поглаварство, за ова љубов, за ова заедништво, за црква, која всушност е целосно уверена во Твојата сила и во Твоето пројавување преку Исус Христос. Те молам сите овие создранија, ова создание на секој од нас дека не направи луѓе кои се свети и кои го прават Твоето тело подготвено за славата која си ја објавил уште пред почетокот на светот. Во името на Исус Христос молиме за овие свети зборови, нека станат истина целосно и нека се отвора преку Тебе, Христос, во животот на секој од нас поединечно. И на тој начин во нас заедно во Твое дело и во црква. Амин. Поведете седнете и сега ќе изведеме овој последната песна, едно да тука пред она која ќе што на таа 410. Песната 410.
Стихче. Господи, разкрий ничто нема да ми недостатъчно. Слава Божи. Амин. Господи, Пастир мой, ништо нема да ми недостига. Прекрасен псалм кој се надоврзува толкова на сето оно што денес се го научивме, што се нахранивме од Светото Писмо. А пред да ја завршиме оваа богослужба, ќе испееме уште една песна и потоа јас ќе го дадам благословот уште некои известувања за темата и за идната нега. Ќе го испееме сега песна на број 394.
Дојдовме до крајот на ушената богослужба, да се разбира тоа е никак не е никаков крај на нашето служење во Божјото царство со Бога од тука од вечност. Јас пред да дадам благословот имам само уште една посебна, ми беше посочено, посебна порака, а тоа е дека идната недела на богослужбата, која ќе проповеда пасторот Мајан Димов, во 10 часот наутро има посебно студирање на доброволен пилот и коректа, која ќе биде наменета за поддршка на самите проповедници. Така што имајте го тоа одците вие кои имате недела ќе биде тука на истата богослужба. А сега, благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух, ќе бидат со вас и со нас сега и за секогаш. Амин.